На тема родители и деца до 9 часот, самодовербата, емоциите, мотивацијата и комуникацијата се клучни за развојот на детето. Токму на оваа тема и со најава за една ваква работилница. Ова лето, утрово разговарам со Ирена Христовска, едукатор. Добро утро и добре ни дојдовте. Ве најавам сега како едукатор во контекст на темата за која ќе бидете наша гостинка денес. Како сте? Благодарам на поканата, одлично. Дали ќе се согласите, ги издвоив овие 4 сегменти како самодоверба, емоции, мотивација и комуникација како клучни нешто на кои што треба да се работи со детето за неговиот развој. Па така сакаме да дадеме влество тоа што ќе се случува како работилница. Апсолутно. Управувањето со емоциите и зајакнувањето на самодовербата е всушност клучниот сегмент за развојот на детето. Препознавањето на сопствените емоции, говорењето за нив, оживувањето, именувањето на емоциите е еден основен сегмент за да може детето да се справува со нив и да управува, се разбира со нив. Мотивацијата, комуникацијата со авторитети, комуникацијата во социјалната средина, во врсничкото обкружување, значи во обкружувањето воопшто на детето, е исто така клучен сегмент за развојот на детето. Мотивацијата како таква, како надворешна и внатрешна мотивација е исто така основата за развојот и напредокот на детето. Креирањето на целите кои што некако се занемаруваат и во формалното образование, всушност се клучна алатка за детето да оди понатаму и да знае всушност по кој пат оди за да стигне до својата цел, односно до саканата дестинација. Така да ова лето ние ги организираме токму овие работилници со цел и родителот, а и детето да го дочекаат подготвени некако почетокот на новата учебна година, која што представува секако предизвик, како што беше предизвик и минатата, нели, излегуваат многу непредвидени ситуации, да. Така да многу е важно да ги има детето, а и родителот да му се олесни, да ги има тие клучни алатки кои што всушност му се од помош за неговото функционирање во секојдневието. А промената како таква е всушност единствена константа која што ја имаме во природата. Така да секој еден од нас и децата, вклучувајќи ги, и родителите треба да бидат отпорни токму на овие промени. Баш така, не за джабе се кажало, добрите нешта се учат од мали нозе, меѓутоа колку кај родителите постои свесност за овој тип на неформално образование за нивните деца, излегуваме ли од она мантра и од она рамка дека само формалното образование ја гради личноста и дека тоа е најважно всушност во развојот на детето? Го поставам ова прашање како водител и како новинар, бидејќи се добива впечаток дека работите се менуваат, меѓутоа дали во посакуваниот правец и со посакуваната динамика? Така. Затоа морав тука родителите да ги употребиме, сепак да, се зависи од нив, не само од децата. Апсолутно, така е. Свесноста на родителите и свесното родителство воопшто. Всушност е превземање иницијатива и чекор за добробит на родителот, добробит на детето. Значи да, има одзив, родителите во секој случај се информираат. Секоја новина нормално е да има било кој човек отпор кон било која новина, за да ја прифати како таква. Формалното образование нуди можности околу образовниот сегмент, едукацијата, некој сегмент од воспитниот дел. Меѓутоа, оноа што се смета како социјална вештина, социјална интелигенција, ако сакате, емоционална интелигенција, сето тоа се навистина особено важни сегменти за развојот на една личност. Сето тоа може да го добие токму во овој неформален дел од образованието. Родителите да се интересираат, но колку се подготвени да ја превземат акцијата, односно да ги превземат работите во своите раце, секако е потребна и нивна едукација или доедукација, ако сакате. И токму затоа во овие работилници не се вклучени само децата, туку и родителите. И оние тренинзи кои што еве можам да ги најавам од септември ќе ги започнеме, со групите ги вклучуваат и родителите. Значи не можеме ние да работиме само на еден сегмент, на едно поле. Секако дека мора да се вклучат и родителите или пак родителите да ја префрлат одговорноста само на децата или на едукаторите, професорите ако сакате, нели да се тргнат од таа одговорност. Сепак сето тоа е еден систем каде што сите ние треба да функционираме взаемно, да се залагаме за доброто на секој од нас.
Неслучајно ви го постави прашањето 26 години искуство и само не во неформалното образование, туку и во формалното. Како професор работите со родители и деца, но верувам ќе се согласите штом вака и да дојдовме до точка да зборуваме се повеќе и повеќе за овие теми, тоа значи дека одиме барем кон подобро, кога зборуваме за зголемување на свесност и работењето на емоционалната интелигенција. Апсолутно. Да, мене ме радува што навистина овој пат родителите се поотворени и се јавуваат. Значи, мене тоа ме радува. Обично прашуваат чисто информативно или многу се убави тие работилници, значи знаат да дадат некој коментар. Меѓутоа сега веќе активно се вклучуваат и се интересираат, што е навистина чекор напред. Веќе наредното е активното учество на тие работилници. Сега како се осмислени како ќе се реализираат работилниците ова лето, кажавме еден интересен сегмент, дека ќе бидат вклучени родителите. Па иде малку околу организираноста, нели сепак летни одмори, прашањата сигурно се најчесто поставувани на родителите. Кога ќе биде тоа, како ќе се реализира, сакаме да одиме на одмори така натаму и така натаму, како се тоа го имате осмислено? Токму поради тоа и поради можноста да се вклучат сите значи родители и деца во работилниците, не само од Скопје, туку и од натрешноста, организирани се онлайн. Токму поради тоа. Организирани се на Zoom, за да може било од каде да се вклучиш по 2 часа. Нели тоа е всушност еден модул, како една работилница тренинг, трае во трајање од 3 сегментални работилници, последователни работилници, кои што се дел од една тематска работилница. Обично луѓето имаат предрасуди околу тоа дека е онлайн и така натаму. Да, тоа сакам да прашам дали им го задржува вниманието на децата онлайн. Да, апсолутно. Значи сите едукации јас, нели како практикант кој ги поминувам затоа што во странство се одвиваат моите едукации, јас ги поминувам онлайн. Нели не одам до саканата дестинација надвор од Македонија. Така да сето тоа треба малку да се разбие и како предрасуда некоја, затоа што позитивното и она што е добробит од сето ова е што е работа во мали групи. Значи тука немаме работа во големи групи, туку максималната бројка е 8 до 12 максимум. Така да имаме постојана интеракција, тоа е и целта всушност, инаку би било сама за себе цел, не би се постигнала, така да осмислено е на тој начин. 3 последователни работилници, па пауза, чисто да слегнат тие знаења, примена на техниките и потоа продолжуваме со наредните. Верувам дека пријавувањата се уште во тек. Кога почнуваат? Да, почнуваме во понеделник од 12 до 2 часот. На пладне. Значи има се уште отворени места за родителите и децата кои се заинтересирани за тоа. Ирена Христовска, НЛП тренер за деца, тинејџери и родители, едукатор во целиот овој проект. Благодарам за вашето гостување денеска во Македонија на Аутро и се разбира посакувам успешни работилници. Благодарам и вам за поканата.